Почитувана македонска јавност. Рек Битола работи со минимален капацитет. Со тоа се доведува снабдувањето со струја среде грејна сезона, тоест среде зима. Рек Битола има принуден управник, ВД управник, тутор на генералниот директор на Рек Битола. Што има? Ова прашање се слуша последните неколку месеци низ Битола. Откако во Рек Битола производството на електрична енергија од ден на ден е се помало и понизвесно. Дали ќе работи Рек Битола? Или поради немање на јаглен, ќе се исклучат сите три блока. Човекот, за кој се зборува дека е принуден управник, е Љупчо Кижевски, помошник директор за производство на АД Елем Скопје, кој сега е во функција на генерален директор во Рек Битола. Кижевски често шета во Рек Битола со придружба на физичко обезбедување, за на висок тон да се е страв меѓу вработените со закани за казнување или бркање. Вработените се сомневаат дека тој однос е последица на неговата нестручност. Моменталниот проблем е немањето на јаглен, а принудниот е електроинженер. Но сега за битолчани остануваат неразјаснети многу прашања. Зошто генералниот директор на Рек Битола, Златко Ќурчиевски, кој има над 20 годишно работно искуство во комбинатот, него му е испратен принуден стручњак кој никогаш нема работено во Рек Битола и е кадар на Рек Осломи, кој не работи повеќе години и секогаш работи полошо од Рек Битола и е пред затворање. Дали Кижевски е испратен од генералниот директор на АД Елем Васко Ковачевски да го контролира Ќурчиевски како директор на Рек Битола, како председател на општинската организација на СДСМ во Битола. Дали со присуство на Љупчо Кижевски во Рек Битола се подобри состојбата за производство или резултатот од неговата работа е повторно поплавен рудник, празна депонија за јаглен и минимално производство на електрична енергија. ВМРО ДПМН е Битола, како конструктивна опозиција, му предлага на генералниот директор на АД Елем Васко Ковачевски, поранешен пратеник на СДСМ и поранешен председател на општинската организација на СДСМ во Битола, внатре партиските борби да ги решава во рамките на партијата, а не при работењето на АД Елем или Рек Битола, каде што жртви се стабилноста на енергетскиот систем на државата, вработените и сите граѓани на Република Македонија. Ова ќе се постигне само ако си поднесе оставка на сегашната функција од причина неспособност и комплетно да се посвети на својата политичка кариера, која изгледа дека е на залезот. А со тоа и Рек Битола ќе му обезбеди барем посветла, подобра иднина.